Битката со дезинформациите уште не е добиена, а треба да се бориме и со брзиот развој на вештачката интелигенција. Годинешниот светски конгрес на Меѓународниот прес-институт се осврна на овие теми, но и на актуелните прашања поврзани со социјалните мрежи. Ако вештачката интелигенција фаќа ритам со луѓето, во иднина ќе биде тешко да се одлучи дали компјутерите или луѓето ќе добијат работно место, но она за што се согласија сите присутни на светскиот конгрес е дека медиумите мора да обрнат внимание како да се спречат дезинформациите кои на големо се шират на интернет просторот, а преку вештачката интелигенција се заканува уште помасовно ширење на лажните вести. Мислам дека ако сте новинар и работите обични и повторувачки вести, тогаш многу е веројатно дека вашата работа ќе биде направена подобро од вештачката интелигенција. Но ако сте новинар кој е критички настроен и има вистински репортажи или има барем емпатија, тогаш вашето човечко новинарство ќе биде многу повредно во иднина. I don't think we need to fear artificial intelligence. I think we need to embrace artificial intelligence and make sure that it's both used for the benefit of journalism and regulated in such a way that it protects our fundamental human rights. На сузбијању неточних информација. Бројот на неточни информации и начинот на кој се споделуваат речиси да расте. Во еден дел, причина за тоа е фактот што технологиите постојано се развиваат и дека денеска е поевтино и поедноставно од претходно да се произведуваат и да се заработува на дезинформации. Дискусијата пак водеше и во насока на тоа какви се предизвиците за слободата и независното новинарство, особено под влијание на новите технологии и вештачката интелигенција. Сето тоа измешано со дезинформациите. На светскиот конгрес во Виена учествуваа новинари од целиот свет, ги споделуваа искуствата во борбата против дезинформациите, а учествуваа и група новинари од Македонија преку проектот Користи факти на Институтот за комуникацијски студии.